Благодарам, почитувам подпредседателе, почитувани колеги, колега Крмов. Добро е вака што идеолошки дискутирате, па јас се јавив, маку многу работи не ми се јасни, особено во текот на оваа буџетска расправа која што трае повеќе од 20 дена во ова собрание. Денес замаравте многу, 10 минути ни кажавте нешто и завршивме на рамковен договор, мијетнички односи, така натаму, разговаравме за буџет. И кога разговараме за буџет, не можам да ве разберам прво дали ви се малку 20 милиони евра за продажба на државен капитал или сте против продажба на државен капитал. Јас, например, кога го критикувам буџетот, кажувам дека сум за инфраструктура и кажувам за кои патни правци се залагам. Кажувам дека треба да има повеќе изградба на енергетски системи и кажувам кои се. Ова вистина е лош буџет, вистина е непродуктивен, вистина е неразвоен. Ама не го разбирам ставот дека треба се да стане општествена собственост, Октомвриска револуција, Ленин, што треба да не се случи? Цела Европа и Северна Америка имаат либерална економија. И ние во рамките на таа либерална економија треба да критикуваме зошто сме или сме против донесување на буџет. И критиките или пофалбите на буџетот траат 3 недели во ова собрание. Не можам да ве разберам, вие сте за социоекономски права на вработените, ако ќе дојдете на власт. А кога сте во опозиција, кои се вашите ставови? Не мислите дека ние како колеги треба, освен од Фейсбук и од оваа говорница, слушнеме кои се вашите ставови? Дека не може секој говор се завршува со рамковен договор и чување на социоекономски права, ако ќе дојдеме на власт. Како за името, кога ќе влеземе у собрание. И сега, амандмани ќе подпишуваме. Понатаму, борбата против оваа власт, која што ништо добро не носи на Македонија, која што ги осиромашува граѓаните, која што вистина дека има многу непродуктивни трошоци, а многу малку капитални инвестиции скоруич, се руши од оваа собраниска говорница. Ама се руши јасно и гласно на тема буџет. И сите ние мораме да придонесеме со наши предлози конкретни, а не ова не е добро, ама кога ќе дојдеме на власт. Мора да знаат граѓаните од ова собрание кој за што се залага. Мојата политичка партија, Граѓанска опција за Македонија, се залага за многу инфраструктурни проекти во патната и енергетската инфраструктура. И ве молам, принципиелно, како што разговараме со колегите од власта, така и со вас, иако сме опозиција, мораме точно да знаеме кој на кој начин мисли да и помогне на Република Македонија и од опозиција, а не само да вели, ние знаеме како, но кога ќе дојдеме на власт.